Океј, вака, се гледаме, значи, пубаво е тука, за разлика од надворешните температури кои што се и тука во Швајцарија доста високи, и во тој контекст денешното дружење би сакал да го поминеме барем малку од националниот Бундесхаус на Швајцарија, поточно во некој си превод куќата на Швајцарија, односно кажано по нашки парламентот на Швајцарија. Во позадина ги гледате тројцата основачи на Швајцарија, кои што во 1920-1291 година, поточно на Ридот Рулти, представниците на трите кантони во Швајцарија, односно Ури, Швиц, Унтер, Валген, се заколнале дека во понатамошниот период ќе формираат конфедерација, ќе се грижат за својата држава, односно ќе се помагаат самите себе во функционирањето, самостојањето, односно негувањето на култот на една држава, поточно кажано како кај нас. Но да не должам многу со информирањето и да не ви одземам од прекрасните чувства и амбиент кој што владее тука, би сакал премалку да ме прошетам во швајцарскиот парламент и да добувам атмосферата од тука. Да започнеме со ред. Одиме. Има доста луѓе кои што се интересираат да го видат овој швајцарски дом. Во континуитет на палубата горе се наоѓаат знамината на сите 26 кантони на Швајцарија. Тука пред основачите на Швајцарија има поставено пулт каде што на влезот се доделуваат влезници бесплатно и со истите влезници на крајот од посетата може секој да си добие чоколада, односно да се избере од швајцарските чоколада, кои што се синоним за сите. Во тој контекст редно е и да започнеме со презентацијата на овој швајцарски дом. Се надевам дека добро ќе испадне ова видео, како и сите други. Гостите можат едноставно да се освежат уште на влезот. Тука е бифето за политичарите. Ќе да тргнеме и во атмосферата на уживање кај поединци. Значи stand there crowd, односно влегуваме во малиот парламент на Швајцарија, во кој парламент се спостануваат представниците на кантоните, односно овој мал парламент го представуваат по 20 членови од секој кантон. По замислувањето на одредени одлуки.
швајцарската култура. Од тука се селиме во просториите на председателот. Работната канцеларија, односно не можеме да влеземе лично во неговата, туку во приемните простори. Од тука се селиме во големиот парламент. И има прекрасен поглед од височините. Како да спрат. Се движиме кон салата, собраниската сала, што би кажале во наш превод, ова го видовте и на почетокот од оваа репортажа, може да наречеме презентација од швајцарскиот парламент. Имаме можност да влеземе пред малку, заврши состанокот со сите представници. Еве како изгледало престолот на председателот на собранијата, односно на кантоналниот парламент, односно национален. Луѓето се интересираат како е составен парламентот, како се представниците истиот парламент, поделен од кои политички партии. Место предвидено за гостите, држат презентации, сесии, гости од странство и така натаму. Историјата каде што представниците на политичките партии се состануваат пред своите стратегии, односно лобираат за донесување на одредени одлуки.
работните маси за состаноци, односно за лобирање. Богата архитектура мора да се признае. Исто помошните работни канцеларии. Состаноци дел од администрацијата. Интересен поглед. Дворешниот изглед на националниот парламент. И тук предлагам да ја завршиме ова наше репортажи, да поздравам тук од центарот на Швајцарија и да му честитаме националниот празник на сите оние кои што се пријатели, другари, се чувствуваат како швајцарци, а не типични швајцарци. Поздрав од мене. Чао!